Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Никаде го нема тунелот под Кале, продолжението на булевар Илинден, мостовите, зиплайн, реконструкција на езерото Треска и уште многу други капитални инвестиции кои беа ветени, но затоа, драги скопјани, имаме 260 клупи од тропско дрво вредни 123.000 евра. Денеска ќе зборувам за јавна набавка на 260 клупи во вредност од 7.623.200 денари или 123.000 евра. Единечната цена по клупа изнесува 29.320 денари или речиси 500 евра по клупа. Повторувам, Шилегов набавува дрвена клупа за цели 500 евра. Она што дополнително изненадува во целата оваа јавна набавка е техничката спецификација која е составен дел на тендерската документација и во која, внимавајте, дрвените греди од кои ќе биде изработена клупата со наслон и без раконаслон треба да се тропско дрво, вид меранти и роко. Овој вид на дрво е екзотичен вид кој потекнува од тропските предели на Јужна Африка. За да успеам да ја доловам иронијата, ве молам погледнете ја клупата која чини 500 евра. Очигледно за Социјалдемократскиот сојуз и Петре Шилегов е сосема нормално една клупа со 7 даски да чини 500 евра. Загрижувачки е фараонскиот манир на Шилегов. Во услови на тешка економска и здравствена криза, град Скопје склучува договори за луксузни клупи. Повторувам, со даски од тропско дрво. Скопје единствено што доби во овие 4 години власт на Шилегов и СДСМ е уништено зеленило, противпожарно возило во вредност од 1,7 милиони евра и клупи од тропско дрво. Неспособноста и неработењето се нивна одлика, но доста е. Скопје заслужува подобро, а најдоброто за нашите општини е да си замине СДСМ. Благодарам.